ние претходно ги припремаме и жената и мажот и со иследувања за да видиме во каква состојба се, во каков ендокрин систем, каква инфективна состојба, дали има инфламација, нема инфламација, значи на репродуктивните органи, значи кој е капацитетот и не само тоа, туку треба да се гледа и комплетната општа состојба на тој пар или на таа жена или тој маж, за да ние очекуваме здрави клетки, полови клетки, како што се јајните клетки и сперматозоидите, кои што после ќе им ги предадеме на ембриолозите, затоа што сепак они треба да имаат материјал од кој што ќе создадат здрав еуплоиден ембрион и потоа настанува самото оплодување, создавањето на живот и одржување на тој живот во лабораториски услови. Самата лабораторија е уствари една голема матка. Значи, целата лабораторија ги имитира условите на матката. Секој човек во своја зародиш е ембрион, така што светот би бил едно огромно живеалиште на милионски ембриони. Битноста на ембрионите и ембрионологијата токму во овој подкаст ќе ја дискутираме, а ембрионолозите тогаш би биле нашите први даделки всушност, така што доктор Гужанова сега почнуваме темата од почеток, однака школски да ни објасните што се ембриони, кои се тие еуплоидни ембриони и колку се битни за опстанокот на човештвото. Така е, значи се почнува од ембрионот. Ние сите сме почнали од ембрионот. Има огромни варијанти за да се создаде одредена генетска комбинација нели на здрав ембрион, ама ете токму ние сме биле тие одбрани од универзумот да се создадеме, да дојдеме на овој свет, да го снимаме овој подкаст. И да објасниме малце на луѓето од каде потекнуваме, кога ќе се вратиме наназад, кои се нашите минати животи, тоест како започнува животот. Животот започнува од фаза на ембрион. Ембрионот представува организам, значи почетокот на човечкиот живот, кој што настанува од здрава јајна клетка и здрав сперматозоид. Почнуваме овие 3 или 4 епизоди да зборуваме за важноста на еуплоидниот ембрион и да објасниме што е тоа еуплоиден ембрион. Еуплоиден или генетски здрав ембрион е тој ембрион што содржи 46 хромозоми, 23 наследени од страна на мајката и 23 наследени од страна на таткото. Тоест, 23 дава јајната клетка, а другите 23 ги дава сперматозоидот. Доколку имаме вишок или недостаток на хромозом, тогаш велиме дека станува збор за анеуплоидија. Анеуплоидијата е во околу 90% од животот некомпатибилна со живот. Односно, нема да дојде до развој на живот или, доколку и дојде до развој на живот, тоа ќе биде тежок и некомпатибилен за надворешниот свет. Значи, за да дојдеме ние на овој свет спремни за овој надворешен свет, треба да имаме 46 број на хромозоми, тоест да бидеме и да го започнеме животот како еуплоидни ембриони. Докторке, кои се причините за генетски здрав и генетски нездрав ембрион? Па вака, бидејќи како што кажав, се почнува од здравата јајна клетка и од здравиот сперматозоид, причините треба да ги бараме токму во нив. Значи, јајната клетка некаде до 80% влие на еуплоидноста на ембрионот, заради тоа што јајната клетка заедно со цитоплазмата, заедно со митохондриите, заедно со целосната клетка учествува во давање на енергија, обезбедување на целосниот механизам за развој на ембрион. Додека пак сперматозоидот само внесува информација, тоест внесува ДНК во тој ембрион што треба да се создаде, тој здрав ембрион или еуплоиден ембрион, кој што понатака треба да даде здрав човечки живот. Сега, од што зависи? Здрава, млада јајна клетка. Колку е помлада јајната клетка, толку повеќе има нормален број на митохондрии, кога се внатре мали органели во самата клетка, кои што нормално функционира, даваат нормална енергија, доволна енергија на тој така наречен спиндел апаратус, кој што учествува во правилната делба на хромозомите, во делењето на ембрионот и правилната делба на клетките на тој ембрион. Значи, главнината од механизмот за создавање на ембрионот е од мајката, е од жената. Јајцеклетката. Од јајцеклетката, така. Значи,
млада јајна клетка, тоа е по 35 годишна возраст јајна клетка. Сега тука нормално има исклучоци, има жени кои што и на 35 години ќе дадат еуплоиден ембрион, и тоа има доста жени, само што се намалува процентот како оди возраста, но има и жени кои што се во своји 20 години што исто така има тенденција да дадат поголем процент на анеуплоиден ембрион. За да имаме здрава јајна клетка, треба таа жена да има здрав живот, тоест помалку оксидативен стрес, помалку пушење, подобар сон, здрава исхрана, физичка активност и нормално здрав ендокрин систем, кој што ендокрин систем зависи од начинот на живот. Тука некогаш може да имаат и одредени промени генетски што една жена ги носи со себе, како што се мали ситни структурни промени во кариотипот, односно во своите хромозоми. Она има еднаков број на хромозоми, но има некои мали структурни промени што доведуваат до погрешно делење на хромозомите, односно до така наречен генетски нездрав ембрион. Од друга страна, нели ние сперматозидот, кој што исто така треба да биде здрав. Што значи тоа? Треба да носи нормален број, 23 хромозоми, треба да има хромозомска правилност, треба да има ДНК ниска фрагментација, треба да има ДНК висок интегритет, за да може со пренесување на информацијата да помогне во креирањето и создавањето на еуплоиден или нормален број на хромозоми на ембрионот, кој што се фактички основа за тоа тој ембрион правилно понатака да се дели, да се имплантира во матката и да прерасне во човечки живот. Може се испита лабораториски, речеме, некој кој сака да знае со што располага, какви се јајни клетки, без оглед дали инвитро или по природен пат за бременување. Сперматозоидите лесно се испитуваат. Со правењето на спермограм, со проширена една палета на испитување на спермограмот покрај бројката, подвижноста, морфологијата, и тоа има огромна улога. Изгледот на сперматозоидите, не само бројот и подвижноста, може да се испита ДНК фрагментација на тој сперматозоид. Секако двата парови може да се испитаат на ниво на кариотип, да испитаат дали имаат или не носат некакви структурни промени во кариотипот, што може да е причина за создавање на анеуплоидни ембриони. За жал, јајните клетки немаме таква диагностичка метода со која што ние би ги испитувале само заради цел, на диагностика. Ние тоа го гледаме од кога ќе ги пунктираме, од кога ќе ги видат ембриолозите под микроскоп во веќе процес на инвитро постапка, кога веќе се почне. Сложени секогаш, многу посложени. Жените се сложени, така, јајните клетки се драгоцени, скриени во нашето тело, таинствени, помали на број, за разлика од сперматозоидите, и затоа треба со зачувување на општото здравје ние всушност и ги зачувуваме и го зачуваме здравието на нашите јајни клетки и нашата можност понатака да креираме еуплоиден или здрав ембрион, односно да дадеме можност за создавање на здрав човечки живот. Битноста на здрав живот. Да. За понатамошно. Што се случува, да речеме, во лабораторијата, тој дел, дали можете малку да го објасните кога се работи за инвитро процедура? Да, ова е нешто што досега го зборивме, кога би се случувало во природни услови, како што и најчесто се создава животот. Мал процент од паровите имаат проблем со неплодност и се соочуваат со процедура како што е инвитро процес, за да дојдат до бременост, односно да се остварат како родители. Сега, ние претходно ги припремаме и жената и мажот и со иследувања за да видиме во каква состојба се, во каков ендокрин систем, каква инфективна состојба, дали има инфламација, нема инфламација, на репродуктивните органи, кој е капацитетот и не само тоа, туку треба да се гледа и комплетната општа состојба на тој пар или на таа жена или тој маж, за да ние очекуваме здрави клетки, полови клетки, како што се јајните клетки и сперматозоидите, кои што после ќе им ги предадеме на ембриолозите, затоа што сепак они треба да имаат материјал од кој што ќе создадат здрав еуплоиден ембрион и потоа настанува самото оплодување, создавањето на живот и одржување на тој живот во лабораториски услови. Самата лабораторија е уствари една голема матка. Целата лабораторија ги имитира условите на матката. Условите на
додека ембрионот во тубата. Условите кога ембрионот ќе дојде во самата матка, значи кога ќе дојде до развој на бластоциста, а тоа е 5-ти ден од развој. Значи тие 5-6 дена од оплодувањето до развојот на бластоцист треба тој ембрион да има идеални услови како да се наоѓа внатре во малата карлица, односно во каналите и во матката на мајката и ги имитираме тие услови и после тоа тој ембрион, да нели претпоставуваме дека е здрав ембрион, има само еден начин да се дознае дали е точно здрав, еуплоиден или анеуплоиден, тоа е со генетско испитување на ембрионите пред да се внесат внатре во матката, односно пред да се направи трансфер. Тој е единствен точен, но тој е поинвазивен и поскап метод и не може да се препорачува на секој пар. И медицински не би требало да се препорачува на секој пар, значи треба со медицинска индикација. А во други услови ние во врз основ на таа морфокинетика, како тој ембрион се развива во одредено доба, во одредено време, дали ги има тие карактеристики што се кои што се карактеристични за здрав ембрион, ние одлучуваме кој ембрион да го вратиме назад. И потоа, нели, од имитацијата на матката го враќаме ембрионот во оригиналната матка. Ако ви е нешто сомнително, дури тогаш правите некоја таква порадикална... Да, ако е сомнително или ако, например, тие ембриони се со полош квалитет, тоа е морфолошки се гледа, значи тоа само изгледот, во тој процес на морфокинетика, ако е со полош квалитет, ние дури и сугерираме да не се вратат тие ембриони, односно тие ембриони да се уништат, заради тоа што не очекуваме да бидат генетски здрави и не очекуваме да дадат здрав живот. Лабораториско АИ поправање се уште нема, докторке? Нема. Но во некој едно време може до тоа ќе дое. Колку ви помага АИ? АИ-то сега ние го внесуваме, сега веќе 1 година го работиме и го надградуваме. Тука ќе спомнам дека еден од креаторите на АИ-то во нашата лабораторија е и ембриологот, односно шефот на лабораторијата, Мимоза Хаџикрстева, кое што ние го надградуваме со нашата цел е да со помош на АИ дојдеме до вистинската информација кој ембрион е здрав и кој ембрион би дал живот. Значи, тоа е идејата на АИ, да ни помогне да дојдеме до поточна предиктивност, нели, со кој ембрион ние би постигнале живот и на тој начин би се скратили непотребните циклуси, тогаш не би се изведувале тие инвазивни процедури како што е биопсија на ембрионот и генетско испитување, на многу поедноставен, неинвазивен и поевтин начин би дошле до подобар резултат. Значи, во овој случај вештачката интелигенција помага во креација на човечкиот живот. Дали донорите на гаметите, машки и женски, исто подлегнуваат на вакви испитувања лабораториски? Да, значи донорите што се затоа што еден инвитро процес може да се направи со сопствени полови клетки, јајни клетки и нели сперматозиди, тоест на парот со кој што се соочува со тој процес, или може на пример и да се оди со донирани јајни клетки доколку жената веќе не ги продуцира или ги продуцира со полош квалитет, или доколку кај сопругот, кај партнерот, машкиот партнер постои недостаток на сперматозиди, односно не се создаваат сперматозиди, или доколку една жена одлучи да оди како самохран родител, значи тоа се можностите кога се оди со донирани клетки, тогаш сите донори подлегнуваат на детално генетско испитување, како базично е кариотипот и одредени моногенетски заболувања кои што се најчести во Европа се испитуваат на тие донори. Значи донори на јајни клетки или донори на семен материјал или сперма. Значи, покрај анамнезата, лабораториски испитувања, многу е битно и генетското испитување на тие донори. Значи, пропусти не би требало да има ако е се така како што треба, законски, пропустите регуларно. може да се случат, значи пропустите може да се случат заради тоа што има одредени болести кои што не се на листата на болести што треба да се испитаат. И сега доколку во анамнезата, тоа е нели доколку во историјата на пациентот не се појавува, историјата на донорот не се појавува одредена болест, карактеристична нели генетска болест, тогаш нема зашто да се испита таа болест. И може тука да се направи пропуст да немаме појава на симптоми кај донорот, немало појава на симптоми во неговото семејство, или поблиску и подалечно, но ете денуова да се создаде таа генетска болест кај него и он понатака да со самото донирање на семен материјал или на јајни клетки да биде понатака преносител, тоест да дојде до создавање на ембрион со
генетски грешки. Тоа е многу ретко, сепак тоа процесот на донација е строго регулиран од Европската комисија за транспорт на биолошки материјали и ткива и има сепак една голема листа на испитување на генетски болести кај донори кои што даваат семен материјал и донори кои што даваат јајни клетки. Ако е секако што треба под будното око на ембриологот во лабораторијата, што понатаму може да се случи за да немаме успешно транспортирање, односно метнување на... Да, многу често, кога ќе добиеме здрав еуплоиден ембрион, не доаѓа до имплантација, едноставно не доаѓа до успех. Нели кажавме 70% најмногу зависи од ембрионот, тие 30% се на матката и на непознатото. Зошто не доаѓа до вакво? Многу работи од овој процес на создавањето на живот и не ни се многу јасни. Не знаеме да одредиме, ние некои работи ги испитуваме и ги одредуваме, но некои работи едноставно немаме знаење да ги бараме за да ги испитуваме и да ги докажеме. Затоа велиме дека не значи дека е еуплоиден ембрион, тоест со нормален број на хромозоми ќе даде успех. Кој го носи генот на, односно искрата за живот, се уште не знаеме лабораториски да го докажеме. Значи се уште е во Божји раце. Апсолутно, најголем процент е во Божји раце, а 1 до 2% е во наши раце. Амин. Ете, една од причините зашто треба да ги следите подкастите во добро здравје, за да останете во добро здравје, да внимавате на вашето здравје, затоа што тука е сета енергија за здрав пород и за здрав живот. Така, јас би додала дека здрав еуплоиден ембрион не е случаен, дека тој се создава поради генетски, хромозомски и метаболни состојби кои што се, да речеме, состојби на здравје, за да дојдат до појава, нели, односно состојба на здрав еуплоиден ембрион. Исто како што никој од нас не е случаен. Исто како што никој од нас не е случаен. Исто како што не треба да оставите на случајот, треба да ја гледате оваа драгоцен подкаст. Останете во добро здравје.